Време за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро го најавуваме вака. Бројот на предметите кои се решаваат со медијација во земјава постојано расте, што е добра вест. Постапката која што е апсолутно довирлива, при тоа штеди пари и време на странките, но избегнува долги судски спорови, а поддржува и поттикнува и Стопанската комора на Македонија како еден од најдобрите начини на решавање на споровите помеѓу компаниите. Токму на оваа тема наредниве минути разговараме со мојата соговорничка. Велам добро утро за господја Елисавета Георгиева Јувевска од Стопанската комора на Македонија. Добре ни дојдовте. Ви благодарам. Добро најдов. Во услови на нарушена ликвидност на компаниите со цел рационализација на трошоците и зачувување на добрите деловни односи помеѓу партнерите, една од најдобрите алатки која меѓу другото ја поддржувате и вие е токму медијацијата, но и на големо ја афирмирате со низа активности. Точно така. Ја би рекла дека имаме повеќе алатки во нашата институција, меѓу кои за алтернативно решавање на споровите, како што и арбитражата, не само медијацијата. Меѓутоа, денеска сме овде за медијацијата. Предпоставувам дека имате и пошироката јавност слушнато што е впрочем медијацијата, меѓутоа и компаниите се надевам дека се запознаени за бенефитите, но ние решивме, почнувајќи уште од 2006 година, со АФС како групација на Светска банка да ги промовираме повеќе овие активности. Од тогаш почнавме можеби малку поскромно, бидејќи не беше институционализирана, да речам, оваа алатка, за да понатака во 2013, 2015, 2016 и сега веќе со новиот закон од претходната година, од крајот на декември, се усогласат сите членови, да ги кажам, на законот за медијација со европската легислатива и влеземе во еден поголем план на промотивни активности. Ова претходеше на 2016 година, кога формиравме во нашата институција Асоциација за поддршка на медијацијата и до ден денешен имаме направено над 40 семинари бесплатни за промоција пред се за бизнис заедницата, а исто така и за сите засегнати страни. Меѓутоа, што е она што е тука важно е дека ние сакаме да ги убедиме и нашите членки и нечленки, затоа отворивме и канцеларија во нашата институција, дека навистина од медијацијата нема да има никаков зијан, односно само може да имаат полза. Медијацијата нема никаква негативност. Значи, медијацијата има само позитивни страни, тргнувајќи од трошоци, време на постапка и така натаму. Постапно ќе зборуваме за нив денеска. Она што ме интересира, велите, организиравме низа настани и јавно говорење на темата. Колку ова имаше ефекти, кој е бројот на компаниите кои што вонсудски го решила својот спор изминатиот период? Имаше ефекти, ако ние како медијатори, меѓутоа и како институција, Стопанска комора на Македонија, не сме, да кажеме, задоволни на она ниво кое што во западните земји го постигнува медијацијата. Е распоредбено во бројки, ако до 2017 година, зошто ја земаме 2017 година, затоа што тогаш имаше едни измени на законот за парнична постапка, каде што парични побарувања, стопански спорови за парични побарувања до 1 милион денари, мора задолжително тие спорови да се обидат да се решат по пат на медијација. И тоа беше впрочем прекретницата каде што законодавецот, односно државата, сакаше да стимулира, значи ова за компаниите се однесува, дека доколку дојдат на постапка на медијација, секако ако ги увидат бенефитите, ќе дојдат и потоа доброволно. И сега затоа од 2017 до крајот на 2021 година медијаторите, согласно податоците на медијаторите, бидејќи малку не кореспондираат податоците со правда и оние со медијаторите, што сега веќе и со новиот закон за медијација нема да биде така, односно има задолжителен регистар во кој што се водат сите постапки и тоа е за пофалба во новиот закон за медијација, бидејќи навистина доколку сакаме да знаеме дали олеснуваме медијаторите во постапката и на судството, односно тоа е и целта, замислата на медијацијата да се растеретат судовите и да бидат поефикасни, бидејќи оние спорови кои што може да се решат по пат на медијација ќе ги превземат медијаторите. Значи, споредбено од 2007 до крајот на 2021 до 2017 немало медијација или можеле да се избројат на една рака, зборуваме за стопански, од 2017 до 2021 1000 медијации. Значи, рековме, не сме комплетно задоволни, бидејќи таа бројка може и треба да расте. И ние зборуваме во нашата држава, па и во околината, за алтернативно решавање на спорови.
за разлика од западноевропските земји, каде што оваа постапка ја велат редовна постапка. Во контекст на редовноста, вообичаено кога промовираме некаква добра пракса, пример ни е Западот, колку тука се применува медиацијата како алатка за вонсуско решавање на споровите? Многу, и тоа не е поттикнато од некој закон, туку е поттикнато од свеста, преценели на бизнис заедницата, меѓутоа и на физичките лица, бидејќи медиацијата има поширока примена и освен во бизнис, односно трговските спорови, може да биде и во имотните спорови, во работните спорови и така натаму. Еве да речеме за споредба во Соединетите Американски држави како едни од најјаките земји кои што ја применуваат медиацијата, на 90% се користат сите спорови, пресесемедните спорови во постапка на медиација, додека во Западна Европа број 1 е Холандија, од 50 до 70%, значи 75% во Холандија, понарочито бизнис споровите. Значи, тие прво одат и се обидуваат спорот да го решат по пат на медиација, бидејќи има само корист, се решаваат и идни спорови, не сегашни, тоа е најважно. Се обидуваат спорот да го решат по пат на медиација и тоа без никакви обврски, без никакви задолжителности, бидејќи нели има договорна, законска, доброволна, значи тие се обидуваат овој доброволен дел да го промовираат и затоа го имаат и тој висок процент. Ние се приближуваме, значи скромно, меѓутоа со ваквиот тип на активности преку промоција, постојано говорење, и можам да кажем и зошто да не агресивна кампања, која што и Министерството за правда крајот на минатата година ја почна како има решение, навистина цениме дека и вие преку медиумска промоција ќе се допре до сите засегнати страни. Наредните прашања ќе бидат вашето искуство, впрочем, како медијатор, од она што го работите изминативе години. Она што е важно е да споменеме дека во овој процес нема ниту победници, ниту губитници. Ниту пак некој трет донесува одлука во име на странките. Клучната улога се чини ја имате вие, медијаторите, кои што треба да придонесете за да се изнајде конструктивно решение. Да. Значи, драго ми е што, еве, 20 години веќе работам во Стопанската комуна, начело сум, да речам, како подпредседател во моментот на таква позиција, меѓутоа начело сум и на таа асоциација за поддршка на медиација, како нејзин председател од 2016, но и во исто време медијатор и обучуваш за медијатори. Јас секогаш велам дека оваа професија, која што нажалост уште не е полна професија, туку само дополнителна дејност, е племенита работа. Зошто? Бидејќи вас можеби, ние сите сме медијатори во секојдневниот живот, за да бидеме вистински медијатори треба да се добие таа лиценца, меѓутоа јас од моето искуство и од работата со компаниите можам да кажам дека клучно за успех во еден спор да се реши позитивно, бидејќи тука имаме вин-вин ситуација. Во судска постапка секогаш мора едниот да добие, другиот да изгуби. Значи нема победници, нема губитници, но мора да се поместат одредена линија, односно да се даде компромис, се со цел да се дојде до некое прифатливо заедничко решение, но најголемиот процент на успешно завршени медиации се благодарение на вештините, знаењето, техниките на медијаторот. Зошто? Тој треба да биде толку добро обучен, да биде интегриран во општеството, да има репутација, да создаде една таква позитивна клима во која што ќе им даде на страните до значење дека тие се еднакви, рамноправни, меѓутоа за разлика од сите други постапки, тука имаме еден сплет на вештини од аспект на социологија, психологија, треба да ги раздроби и емотивните елементи на двете страни. Односно, точно да влезе. Најмногу со емоции се влегува. Така да, од кога тоа ќе се осозна, од кога ќе се видат вистинските потреби, кои што се причина за еден спор, а спорот ни доаѓа и затоа имаме конфликт. Конфликтот понатака треба да се реши во постапка на медиација. На вистина, јас би рекла, и тоа може да го потврдат, се надевам и моите колеги, дека над 90% од успешноста на завршените медиации со спогодба е благодарение на вештините и знаењето на медијаторот. Ако судската постапка знае да биде долга и мачна, колку временски трае процесот на медиација? Многу кратко, значи релативно многу кратко, зошто бидејќи согласно и новото законско решение претходно беше 60 дена, сега е 90 дена од доставување на барање на страната на иницијаторот и има некои рокови 15 дена да се испрати поканата, значи ефективни 75 дена, меѓутоа тие не се чекаат 75 дена. Во Европа има некој просек дека медиациите завршуваат од 2,5 до 4 часа,
значи дали тоа во една сесија или во две или во три. Кај нас пракса е дека веднаш може да се види на првата средба дали страните имаат волја, односно желба спорот да го решат по пат на медиација, па еве максимум 2 или 3 средби се доволни. Значи не се чекаат ни тие 75 дена. Споменавте вештината на медијаторот е клучна во овој процес. Во комората на медијатори во моментов 46 лиценцирани медијатори, ако не грешам во бројките, со големо искуство во решавање спорови. Колку успешно? Што велат искуствата? Податоците велат дека согласно информациите од Министерството за правда од 2017 заклучно со 2021 крајот, дека има 3500 постапки за медиација. Според нашите податоци од колегите од прилика 4000, од тие 4000 имаме над 80% работни спорови. Од тие над 80% работни спорови, скоро 99% завршуваат успешно, односно со спогодба, а рестот, односно 20% се стопански, осигурителни и други. Значи, оваа бројка е благодарение на искуството, знаењето, вештините, секако на медијаторите, на нивното постојано усовршување, но секако заеднички сме обединети кон една единствена цел, дека и ова може да се зголеми, бидејќи ако вака ги гледаме бројките, во просек може би имале по 15 на 20 медиации во текот на годината еден медијатор, што е, можеме да кажеме, доволно за дополнителна дејност. Меѓутоа може да се прошири таа бројка и повторно ќе одам кон оној дел во судството, односно еден баланс да се создаде да ние медијаторите и сите што се занимаваат со промоција на медиација на вистина, а и визави извештаите од Европската Унија секоја година, каде што во тоа поглавје 23 се кажува дека во ред се примената на алтернативните, меѓутоа треба поголеми напори да се вложат. Цениме дека и како медијатори би требало да се зголеми бројката, се со цел да бидеме поефикасни и да го олесниме останатиот дел на судството, да го растеретиме. И велите најдобрата опција е прво да се почне со медиација, па доколку не се најде компромис да се почне и судски спор, што доколку веќе судски спор е почнат. Има ли опција да се прекини, да се продолжи со медиација? Има опција. Согласно Законот за медиација има 3 видови на медиација. Едната е доброволна, кога во секое време сите страни учесници во процесот можат да пристапат кон медиација и многу е важно што треба да знаат страните дека како пристапиле, така во секое време може да отстапат. Втората е договорна, кога вие во некој облигационен договор ставате доколку во случај на одреден спор, настане спор, тој ќе се обидете најпрво да го решите по пат на медиација. И третиот е задолжителен, кој што судот, доколку оцени дека спорот, согласно закон е медијабилен, ги упатува страните на првото рочиште, дека можат да го решат по пат на медиација, меѓутоа страните се секогаш слободни во текот на целата судска постапка, значи имаме и пред започнување на судска постапка, но и во текот на судската постапка, во секој момент до окончување на спорот, дека можат слободно да го решат нивниот спор по пат на медиација. Во периодот кој што следува, јас сум сигурна дека ќе зборуваме многу и на оваа тема, но она што ме интересира и мене, а верувам ќе биде добро дојдено како информација и за сите оние кои размислуваат на оваа тема, што треба да знаат, на што треба да бидат подготвени странките пред да почне медиацијата? Прво, навистина е тешко во услови кога еве јас доаѓам од бизнис секторот, од стопанска комора, каде што навистина последните 3-4 години компаниите се соочуваат со предизвици. Најпрво со пандемијата од ковид, сега и оваа криза од действијата во Украина. Навистина е тешко да се говори на такви теми, меѓутоа ја одбравме оваа тема да ја промовираме се со цел да им се помогне и да им се каже дека доколку дојде одреден спор, значи до таква ситуација, за да има одредени случувања кои што треба да се решат, може да отидат по пат на медиација. Медијаторите на почетокот на секоја постапка на медиација треба да ги запознаат комплетно за нивните права, односно да кажат за трошоците, да кажат за сите начела или принципи на постапка на медиација, дека таа е доброволна постапка, дека е доверлива, што е многу битно. Една судска постапка е јавна. Ова е доверлива, каде што информациите кои што се случуваат во постапка на медиација, посебно за бизнис споровите, остануваат тука, доколку страните поинаку не се договорат дека страните се рамноправни. Значи имаме во работен спор работодавец и работник, немаме надреденост, немаме инфериорност и супериорност, него сме еднакви и тоа е должен, затоа велиме од вештината. На сето тоа мора
медиаторот да обрне внимание, да ги информира страните, за да ги охрабри и ги ослободи во една неформална средина, да ги опушти, да ја владее целата ситуација и секако да покаже емпатија, односно да се стави во чевлите, значи не симпатија, да покаже емпатија, да се стави во чевлите и преку одредени вештини и техники, парафразирање на одредени прашања, да ја смири ситуацијата и да изнајде најдобри решенија кои што тие потоа би се сврстале во една спогодба и би биле вин-вин ситуација за сите страни. И на крајот на денот да се обидеме со разговор. Секогаш кога е некој конфликт во прашање, одиме на најрадикалните опции и можеби подобро е да почнеме со разговор. Така е и во сите сфери, не само еве во службените и во приватниот, целото живење треба прво со разговор, да бидеме медиатори, да ја применуваме медиацијата. Благодарам за гостувањето, Јелисавета. Се разбира, медиумската поддршка имате од нас. Со сето она што ќе биде ново и актуелно, ќе се видиме повторно тука. Ви благодарам за просторот за да се промовира овој начин на решавање на спорови.